Кралицата Елизабета II ќе биде погребана во понеделник на 19 септември во 11 часот. Стотици светски лидери, премиери, председатели и кралски членови ќе присуствуваат на погребот, а се очекува дека дури 4 милиарди луѓе би можеле да го следат погребот на кралицата пред малите екрани. Полицијата се подготвува за различни настани, од терористички закани до протести и гужви. Ова ќе биде најголемата операција за заштита на светските лидери и членови на кралското семејство во речиси 200 годишната историја на полицијата. Ќе бидат испратени службеници од речиси сите сили во земјата. Церемонијата ќе започне со формирањето на погребната поворка, која ќе го пренесе ковчегот на кралицата од Вестминстерската сала, каде што таа е положена за да ѝ се оддаде почит, до Вестминстерската опатија. Ковчегот на кралицата ќе го носи воена поворка на кралската морнарица. Кон крајот на богослужбата ќе се свири последната стража, пошто ќе следува национално 2-минутно молчење. Завршувањето на државниот погреб, кое се очекува во 12 часот, ќе биде означено со елегија. Посмртните останки на кралицата потоа ќе бидат пренесени во Виндзор на служба во меморијалната капела Крал Џорџ VI, пошто ќе следи приватен погреб. Меѓу европските лидери кои ќе присуствуваат се францускиот председател Емануел Макрон, германскиот председател Франк Валтер Штајнмајер, италијанскиот председател Серџо Матарела и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. На погребот ќе биде и турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган. Ќе присуствува и бразилскиот председател Жаир Болсонаро. Кинескиот председател Си Џинпинг добил покана, но Пекинг размислува да испрати делегација на високо ниво. Иран ќе биде представен на амбасадорско ниво. Северна Кореја и Никарагва беа поканети да испратат само амбасадори. Папата Франциск потврдил дека нема да присуствува на погребот и наместо тоа ќе испрати висок функционер на Ватикан. Русија сепак беше изоставена од поканите, па високи руски функционери беа револтирани откако британското кралско семејство одби да ги покани на погребот на кралицата Елизабета II. За тоа време Киев потврди дека првата дама Олена Зеленска во име на Украина ќе присуствува на последното збогување на Елизабета.